на хуманитарниот концерт да се обединиме во хуманоста, кој се организираше за помош на настраданите во поплавите во Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Се продадени 10.367 карти, од што се собрани средства во висина од 1.550.000 динари. Со оваа информација ги започнуваме урбаните вести. Деветта традиционална ликовна колонија Виниче 2014. Улично осветлување за љуботен и детско игралиште во Бутел 1. Екстерно тестирање од 2 до 10 јуни. Привремен сообраќаен режим на 3-та македонска бригада. Денеска почнува Баскерфест. Започна ликовната културна манифестација Виниче 2014, на која учествуваат најдобрите ученици од ликовните секции на основните училишта од општина Газибаба. Настанот се одржа во манастирскиот комплекс Свети Илија во населеното место Виниче, а манифестацијата беше збогатена со културно-забавна програма во изведба на учениците од основното училиште Наум Охридски и гостите од основното училиште 26 јули од Шуто Ризари. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Во манастирскиот комплекс Свети Илија во населеното место Виниче по 9-ти пат традиционално се одржа ликовната културна манифестација Виниче 2014. На оваа ликовна манифестација земат активно учество ученици од сите основни училишта од општина Газибаба кои се најдобри членови во своите ликовни секции. А годинава имаме и гости од основното училиште 26 јули од општина Шуто Ризари. Како што знаете, општина Газибаба посветува големо внимание на културата и во својата програма и за оваа година продолжуваме и понатаму. Ги организираме овие манифестации каде што се вклучени учениците од основните училишта. Манифестацијата беше збогатена со културно-забавна програма на која настапија хорот, ритмичката секција, мендолискиот оркестар, литературно читање и соло изведба на хармоника на ученици од основното училиште Наум Охридски, а гости имаше и од основното училиште 26 јули од општина Шуто Ризари, кои се представија со своји точки. Оваа година основното училиште 26 јули е партнер училиште во проектот за меѓуетничка интеграција во образованието и во оваа учебна година реализираа повеќе заеднички активности кои беа презентирани денеска. Денес во склоп на ликовната колонија Виниче 2014 наши гости се и основното училиште 26 јули од општина Шуто Ризари, кој е партнер училиште на основното училиште Наум Охридски село Булачани. Денеска ги промовираме активностите кои што се плод на едногодишна соработка меѓу двете училишта. Се надевам дека и во иднина нашата соработка ќе продолжи и понатаму успешно ќе го реализираме проектот за меѓуетничка интеграција на образованието. Јас сум Халид Сейди, директор од основното училиште 26 јули, така што ова соработка меѓу Стив Наум Охридски од општина Газибаба почнавме со проектот и мило ми е што сме денеска на ова свечениот ден што организира Стив Наум Охридски, така што со нашите деца ние ги представуваме и тие по проектот што е предвидено. Мислам дека и понатака ќе продолжиме со соработката и не е само за денеска, но оваа соработка треба да продолжи. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски по изборот на најдобрите ликовни дела ќе ги додели наградите во својот кабинет следната работна недела. Средствата предвидени за реализација на културната ликовна манифестација Виниче 2014 се од буџетот на општина Газибаба од програмата за културни манифестации во училиштата на подрачјето на општина Газибаба за 2014 година. Општина Бутел започна со поставување на улично осветлување во населеното место Љуботен, а во населбата Бутел 1 заврши изградбата на детското игралиште со реквизити во состав на мултифункционалното, кое беше изградено изминатиот период. Општина Бутел овој период максимално го користи за реализација на своите веќе зацртани активности. Денеска во населеното место Љуботен градоначалникот Петре Латиновски
лично присуствуваше на поставувањето на каблите и светилките од уличното осветлување кое подолг период не функционираше во ова населено место. Ова населено место имаше улично осветлување, но проблемот настана откако Ева на Македонија ги менуваше електричните столбови, но заборови во функција да го стави осветлението. Па така општина Бутел започна истото да го способи и да го врати во првобитна состојба на задоволство на граѓаните на населеното место Љубозен, каде веќе е започната првата фаза во должина од 450 метри. Се наоѓаме во населеното место село Љуботен, каде што според програмата сакаме да целосно селото го електрифицираме, тоа е да поставиме улично осветлување. Сакам да кажам и за граѓаните да знаат, тука постоеше улично осветлување, меѓутоа Евана при промената на столбовите, за жал ветија дека поново ќе го изработат, ќе го направат уличното осветлување, меѓутоа се случи да не го направат, меѓутоа ние навистина сакаме како општина да уличното осветлување во село Љуботен го донесеме во првобитната состојба. Сега сме на влезот на селото, каде што првата фаза е негде околу 450 метри, значи се поставуваат нови светилки, се поставуваат нови кабли, меѓутоа тука нема да застанеме, продолжуваме и со втората фаза, тоа е негде од долниот дел на селото, па негде во должина од околу 650 метри, ќе ни остане уште еден мал дел, со тоа мислам дека Љуботен ќе блесне во еден полн сјај и граѓаните навечер ќе може слободно и безбедно и учениците да се движат. Градоначалникот Латиновски упати апел до жителите на Љуботен да не ги уништуваат и кршат светилките затоа што општината повторно нема да ги санира. Во населеното место Љуботен општина Бутел започни со вториот проектот во основното училиште Лиман Каба. Станува збор за нови тоалети кои ќе бидат во склоп на училиштето, а не како досега тие да бидат надвор од училишната зграда. Тендерот наскоро ќе биде објавен. Во населбата Бутел завршено беше и пуштено во употреба мини детското игралиште со реквизити за забава и рекреација на најмладите жители од оваа населба. Задоволството е најголемо кога она што се реализира го користат најмладите, во конкретниот случај тоа се нашите деца, оние наши ученици, нашата иднина, јас би рекол, на општината Бутел и на Република Македонија. Значи се наоѓаме веќе во населеното место Бутел, каде што ветиме дека во склоп на овој спортски центар, каде што изградиме повеќенаменско игралиште, заедно со Агенцијата за млади и спорт, каде што општината Бутел изгради еден убав паркинг простор од 2000 метри квадратни, меѓутоа ветиме дека во склоп на овој спортски центар ќе изградиме и мини детско игралиште со реквизити кои што ќе ги користат најмладите, и тоа го направиме. Сакам да кажам, и да упатам еден апел до сите корисници на овие лулашки, на овие други реквизити, да ги чуваат, бидејќи да не се случи она што ни се случи во некои населени места, да дојде до нивно уништување. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел, кој за оваа намена на ниво на целата општина за изградбата на вакви мини детски игралишта со урбана опрема и реквизити беа обезбедени 2,5 милиони денари. Од утре во основните и средните училишта, каде треба да се спроведе екстерното тестирање, ќе бидат објавени имињата на учениците со денот кога ќе полагаат. 3 дена пред тестирањето учениците ќе бидат информирани кои 2 предмети ќе ги полагаат. Вкупно 189.037 ученици од 4-то оделение до 3-та година, како и 18.126 наставници во 680 основни и средни училишта ќе бидат дел од процесот на екстерно тестирање, кој што ќе се реализира од 2 до 10 јуни. Секој ученик ќе биде тестиран по 2 предмети, кои што се дел од наставната програма која се изучувала во учебната 2013-2014 година. Прашањата на македонски, албански, турски и српски јазик се достапни речиси еден месец. За вкупно 425.800 прашања во изминативе 2 недели пристигнале 3.461 валидна забелешка и по однос на истите е постапено, односно направени се соодветни корекции, истакна министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Сите училишта ќе добијат распореди за екстерно проверување на постигнувањата на учениците. Распоредите, почнувајќи од утре, ќе содржат правично име и презиме на ученикот и кој ден ученикот ќе го полага, односно ќе биде наведен точниот ден кога ученикот ќе го полага испитот. Додека распоредите дополнети со предметите кои ќе ги полагаат учениците,
ќе се објавуваат секој ден, односно 3 дена пред секое тестирање. Например, доколку ученикот се тестира на 2.6.2014 година, распоредот по кој предмет ќе биде тестиран, ќе биде објавен на 30.5.2014 година. Овие распореди училиштата потребно е да ги објавуваат секој ден, најдоцна до 9 часот, а истите заедно со генералниот распоред покрај на влезните или видни места, на влезните врати во училиштата или на видни места во училиштата, ќе бидат објавени и на веб страната на Државниот испитен центар прашања externo.dic.edu.mk. Како дополнителна техничка поддршка во функција ќе бидат и кол центрите на Државниот испитен центар. Целиот процес ќе го следат вкупно 638 наблюдувачи, а ќе бидат ангажирани и 175 администратори. Резултатите од тестирањето ќе бидат објавувани етапно, со што предност ќе им се даде на осмоделенците, имајќи во предвид дека уписите во средните училишта започнуваат на 23 јуни, односно 18 јули за учениците кои сакаат да се запишат во паралелките на спортската академија, докога ќе треба да ги подигнат свидетелствата и да ја поднесат документацијата за упис. Девитото издание на фестивалот на улични артисти Баскерфест 2014 ќе се одржува низ цела Македонија, односно во 21 македонска општина. Официјалниот старт е денеска на градскиот плоштад Македонија во Скопје, а програмата започнува во Гевгелија на 28 мај. Скопје ќе биде домакин од 6 до 15 јуни, а целата турнеја ќе трае до 30 јуни со затварање во Охрид, Дојран и Битола. Улични представи ќе има и во Кочани, Велес, Свети Николе, Чешиново, Облешово, Кавадарци, Радовиш, Неготино, Виница, Берово, Македонска Каменица, Прилеп, Крива Паланка, Пехчево, Тетово, Крушево, Дојран, Ресен, Охрид, Делчево и Битола. Новитет годинава се ноќните официјални афтер-парти забави на фестивалот, кои ќе се одржуваат низ најголемите клубови во државата, а на кои учество ќе земат и дел од баскер изведувачите, како и познати диџеи од Македонија и странство. Македонија ќе биде домакин на повеќе од 150 артисти, музичари и театри од целиот свет, од далечната Јапонија до Канада, преку Нигерија, па се до Нов Зеланд. Баскерфест е првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во Македонија, признат како најголем настан од ваков вид во регионот. Дебютот на Баскерфест се случи во 2006 година и се покажа како успешно заокружување со програмата во која беа вклучени повеќе од 50 артисти, акробати, танчери, магионичари, музичари, жонглери. Оваа традиција продолжува секоја година, со се повеќе учесници од различни земји во светот, како што се Австралија, Канада, Аргентина, Полска, Италија, Нов Зеланд, Соединетите Американски држави, Германија, Ирска, Јапонија, Колумбија, Боливија и други. Поради нанесување на завршен слој на новите две сообраќајни ленти на булеварот Трета македонска бригада, во аеродром од денеска до петок на делови од оваа сообраќајница ќе биде воведен привремен сообраќајен режим, соопшти денеска град Скопје. Денеска попладне и утре ќе се асфалтира потегот од бензинската станица Пуцко Петрол до објектот на Американ Коледж. Поради тоа за сообраќај ќе се затвори дел од крстосницата кај објектот на Тинекс и влезот на бензинската станица Пуцко Петрол. Во текот на утришниот ден, пристап кон сервисната улица кај Тинекс ќе има и од сервисната улица кај Карпет Макс и Метро. Во четврток ќе се асфалтира делницата од објектот на Американ Коледж до сервисната улица кај Карпет Макс и Метро. Во петок ќе се асфалтира делницата од Карпет Макс и Метро до крстосницата со булеварот Србија, се наведува во соопштението на град Скопје. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на поставената патна сигнализација и да ја приспособат брзината на движење според условите на патот и доколку се во можност да ја користат околната улична мрежа. Македонија загуби од Камерун во пријателски меч со 2:0. Мајами Хит е на една победа од ново големо НБА финале. Следуваат спортските вести, виднаш по рекламите.